Па еве денеска на првиот ден од новата 2019 година сме работно во полициската станица за граничен надзор Богородица. Ова е еден од најфреквентните гранични премини, затоа ова година одлучиме со раковството на МВР да бидеме заедно со полициските службеници, оние кои што се грижеа ноќта да помине безбедно, и навистина треба да се оддаде признание на сите македонски полициски службеници кои што работеа и кои што и во текот на годината, меѓутоа и за сите манифестации, сите прослави се грижат да имаме добра безбедност во Република Македонија. Ноќта измина мирно, без нарушување на јавниот ред и мир во поголеми размери, дури и под нашите очекувања. Јас очекувам дека ќе имаме успешна 2019 година. На сите граѓани на Република Македонија сакам да им посакам многу здравје, многу среќа, семејна, лична, благосостојба во општеството, заедништво, заедно да успееме и да ги преминеме сите предизвици, заедно да учествуваме во градбата на иднината на ова наша држава и 2019 година да ги почувствуваме благодетите од она што го правевме во изминатите години. Посебно сакам нова година да им честитам на сите полициски службеници во Република Македонија, да имат здравје, среќа и да имат многу енергија да ја извршуваат својата задача честно и одговорно и во интерес на граѓаните на Република Македонија. Благодарам. Може. Тоа ќе го одговори јавното обвинителство за организиран криминал кој што ја води страната. Јас размислувам исклучиво само околу реформите сега во Министерството за внатрешни работи, да ги подобриме условите за работа, да бидеме поголеми партнери со граѓаните и да завршат процесите кои што ќе значат напредок на Република Македонија во овој период. Кога ќе завршат овие процеси, кога ќе сме сигурни дека Македонија цврсто стои на патот кој што го избра, тоа е членството во НАТО и во Европската унија, тогаш ќе ги отвориме политичките процеси во рамките на политичките партии и се надевам дека ќе успееме да избереме кандидат кој што и доликува на Република Македонија. Благодарам.